И добро дојдовте во уште едно ново моје видео. Денеска ве носам во Skinfinity, ќе правам неколку третмани, сакам да ви покажам каде се наоѓаат. Оние кои што ме следат на Инстаграм многу добро знаат и за нив и за нашата соработка и за се што правам тама. Но ајде денеска да ве однесам и вас да видите и да ве упатам уствари за што станува збор. Јас веќе со нив соработувам скоро 2 години и лицето е благодарение на нив во ваква состојба. Имам зборувано за мојот проблем со акните. Наскоро ќе направам и апдейт за да може да кажам се што ми се случило во изминатиот период и како се справував со тоа. Така да бидете тука и одвај чекам да видите што ќе правиме денеска на лицето. Се паркирав и сега ќе ве носам во Skinfinity и нормално ја саката ми падна телефонот доле. Докато најдам да видам, се надевам дека ништо не му се десило. Валда. Ете што се смеам. Ќе ми падне така телефонот, пошто често ми паѓа. Прво нешто што проверуваме дали камерата работи. Штом камерата работи, значи е се во ред. Така да, фала му на Господ, па се јаки телефони, фала му на Господ што не ми паѓа на лошо место. Али како и да се вратам на темата, одам во Скин да направам последни третмани пред да си одам за Германија. И искрено многу ќе ми фалат заради тоа што стварно се грижат доста за моето лице и јас сум многу среќна што ги имам заради тоа што многу ми помогна целиот тим на Skinfinity начело со доктор Сања и стварно сум преблагодарна на нив. И оние кои што биле кај нив знаат уствари што може да добијат. Диглени доктор Сања е дерматолог, така што искрено сум лутала, сум зборела и на YouTube и кај све сум била, на кои дерматолози сум имала. Не викам дека не сум имала и од кај нив резултати, но тие резултати многу брзо ги снемувало и се враќало лицето во многу покатастрофална состојба. Да не се урачам. Веќе долго време не ми излегла акна, освен, нели, кога сум во циклус, али тоа е нормално заради тоа што жените кои што немаат проблем со акни им се случува да имаат акна во тој период. Така да јас сум среќна и благодарна што ги имам нив. А сега ќе ве носам кај нив да видите целата ординација, да видите се буквално што имаат. Ќе си поразговараме со доктор Сања, ќе правиме PRP, ќе правиме и некои други третмани на лицето, како што ви кажав. Сега ќе ви објасниме кога ќе стигнам тамо. Иначе, извинете, ама се уште го учам апаратот како функционира, лаптопот, тек допрва ќе почнам да го учам, програмите и така натака. Така да, ако нешто измешано или не знам, погрешно правам, немојте ми се лутите, пишете ми во коментар за да научам и јас нешто повеќе. Но многу се радувам за тоа што се враќам на YouTube и стварно ќе снимам многу често. Пишувајте ви стално какви видеа сакате да ви снимам и еве да видите, Skinfinity ви се наоѓа во зградата на Медика Ест, тоа е све едно де исто. Па ви се наоѓа позади Рамстор, така да кога одите на семафорот накај државна вртите лево и еве зградата каде што одам јас нон-стоп. Здраво! Здраво! Hello, доктор Сања! Дечки, само видите како е убаво. Сега ќе ве прошетам нисовиден, одма. Hello, ја не влезена, одма да ви покажам што све има. Инако тука ги правиме процедурите за PRP, за уста, за ботокс и така натака. Ова е естетскиот дел овдека. Тука се вршат консултациите со докторката. Ова ни е чекалната. Дали се слободни другите соби? Накратко. Нема никој. Овдека правиме Тесла или депилација, мадеро, масажите. Ова соба е за БХС, исто така може никогаш за лице, зависи која соба како е зафатена. И таму мислам дека се уште работат, таму ќе се... некој имаме тука, сега ќе го видиме. Добар ден, па кој ужива тука?
Ужива Александра! Тука дечки се работи лице и не разбават. Тука чекаме ред. Кој е прв, кој е втор? Добре дојдете во влогот како да останете мирни при земање крв. Да, пошто ја сум немирна, така да ќе ме видите после. Тоест за кратко. Прво Александра ќе прави PRP, после јас. Докторката сериозна. И идеме на третманче, да се средиме. Здраво, Стефи. Има малко фризурата. Тако. Денес ќе правиме класично чистење на лице со микродермоабразија и што друго, Стефи? И со некоја хидратација. И со хидратација. Го изчистивме лицето, моментално се пари, за да го спреми уствари Стефи за да може да се истиска. Ќе направиме микродермоабразија, окситретман и рачно стискање, така да после тоа ќе одам кај доктор Сања да ми прави PRP и ќе гледам да ви снимам и таа процедура за да може да ја видите. И завршивме со чистење на лицето, така да сега следен чекор е PRP. Доктор Сања спрема се, да земеме крв и да видиме како ќе биде, дали ќе ме боли не, заради тоа што овдека ми се направија 2-3 активни, тоа е нормално, женски проблеми. Иначе јас сум човек што многу се плаши од диви. И кажи доктор да колку викам. Така да ја не гледам. Добро се? И еве да видите како изгледа и проветата како ќе се извади од центрифуга. I'm ready! Чувам сам моите цицки! Без да бијат топчиња, ја не можам да функционирам на PRP или било што да го правам. Просто така да имам болката, не осем. Ајде. Боли. Малца плачка, ама се издржа. Завршивме и сега идеме со една масажа, да ставиме и кремичка. И сме завршиле со PRP-то, а на крај ќе ви објасниме заедно со докторката зашто се служи PRP-то и зашто е здраво да се прави. Додека се масираме, ќе направиме краток разговор со докторката за побоја да ви објасни зашто служи PRP третманот, кога го потребуваме и од која возраст може да се користи, тоест да се аплицира и да ни објасни све. Изволте, докторка.
PRP третманот го правиме и кај луѓе кои што немат никакви дерматолошки проблеми заради одржување на квалитетот на кожата, анти-ейдж ефект, односно пролонгирање на сите тие нормални промени на кожата што се случуваат со текот на годините. Но многу често, најчесто го користиме во третманот на одредени дерматолошки состојби, како што е третманот на акни, што е случајов кај Зои, третманот на постакне, хиперпигментација, измазнување на лузнички, исто се користи и во третманот на алопеција, односно спречување на паѓањето на раст на коса, стимулирање на нов раст на коса, за розација и за многу други цели. Дали може да го користат третманот бремени жени, доилки, деца? При третманот ја користиме строго сопствената плазма, значи земаме материјал од крв, потоа центрифугираме и ги одвојуваме плазмата со тромбоцитите, што значи дека третманот е апсолутно безбеден и не постои ризик од никакви алергиски реакции или штетни ефекти, така да доколку постои индикација може да се прави и во најрана возраст, па и во период на бременост, доколку секако одлучи дерматологот за тоа. Така е, тоа. Јас само ќе ви кажам дека не смеете да пропуштите и да дојдете да си направите третман, без разлика на тоа дали имате проблем или не. Јас сум многу среќна што имам можност и докторката ми даде да се уверам дека навистина овој третман многу помага и многу сум среќна и благодарна што ги запознав и што влегува во мојот живот. И тоа е тоа за ова видео, од сонцето ништо не гледам. Јас се надевам дека ви се допадна ова видео и дека на некој начин можеби ви помогнавме. Отидете, посетете ги Skinfinity, во description ќе ви оставам и видеа и нивни профили за да може да следите све. Имаат многу интересни понуди, стално акции, попусти и така натака. Така да, доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, пишете ни во коментар и претплатете се. Чао!